чувствував една тага огромна заради тоа што не успеавме да му помогнеме, не успеавме дури ниту брзата помош да му помогне. Знаете, некогаш кога човек се соочува со некоја здравствена неприлика, ќе си речеш барем се обидов да помогнам, барем нешто направивме. Ми треба денови и месеци да го составам животот пред и потоа, да ја составам Матеја која беше сведок на тој настан немил, бидејќи беше сама со него во моментот на смртта. Беше многу малечка за да може да разбере зошто се случуваат такви работи. Знам дека првите година дена, што и да правевме, каде и да одевме, каде и да излегувавме од домата, се грижеше да бидат со мене лековите кои ги пиеше татко и за евентуално и мене да не ми се покачи притисокот или за евентуално и мене да не ми се најде истото што го снајде и него. Сигурна сум дека ден денеска кај Лора тој недостиг од другиот родител повлијал многу во се понатаму што во животот ти се случувало. И сигурна сум колку многу страдала потајно во себе заради тоа што не беа во некакви блиски релации, чести релации. Се беше повремено и така, од време на време, што јас нити судам, нити имам право да судам. Животот сакаш и во едната и во другата прилика да ги растам сама и можеби во тој момент, така како што постапив, сум мислела дека така најдобро е да биде.